Широката понуда манифестации и случувања воденовите околу големите христијански празници Успение на Пресвета Богородица Голема Богородица и Свети Јоаким Осоговски чудотворец и годинава дополнително ја збогати еден традиционален спортски настан. Во саботата на 25 август на кошаркарскиот терен зад основното општинско училиште Јоаким Крчовски, поточно зад зградата Партизан, се одржа веќе традиционалниот стритбол кошаркарски турнир во организација на локалниот клуб на социјалдемократската младина на Крива Паланка. Многумина го знаат случувањето од поодамна, кога се одржуваше на кошаркарскиот терен во населбата Бавчалак, а годинава поради интересот, но и подновениот терен, локацијата беше променета. Се покажа дека организаторите не погрешиле затоа што покрај релативно големиот број пријавени екипи, на поприштето на стритбол битките се појавија и значителен број гледачи со намера да ги проследат возбудливите пресметки на младите и поискусни кривопаланечки кошаркари. Турнирот беше отворен за секого, а со оглед на подемот на овој спорт во последните години во нашиот град, според интересот, но и квалитативно, надпреварувањето беше на повисоко ниво од минатите сезони. Со оглед на високите температури, некарактеристични за овој период од годината во нашето место, надпреварите беа закажани за попладневните часови. Екипите се пријавуваа од 16, ждребувањето беше закажано за нешто пред 17 часот. Додека траја подготовките, ревијален кошаркарски надпревар одиграа неколку кошаркари ветерани членови на СДСМ, кои ги одмерија силите со младите од партијата. Додека траеше токму ревијалниот меч, председателот на локалниот клуб на младите социјалдемократи од Крива Паланка, Стефан Максимовски, ни откри детали за годинашното издание на турнирот. Поразговаравме за неговото искуство со организацијата, за идејата за надпреварувањето, како и за идните планови. Овој турнир веќе години наназад го организира социјалдемократската младина од Крива Паланка и со текот на времето премина во една традиција и еве со ова моменталното раководство на млади веќе трета година го организираме. Се надеваме дека од година во година сме се подобри во поглед на организација и на целокупното дружење. До сега има околу 10 екипи кои што ќе играат по принцип на елиминација. Предвидени се награди за прво, второ и трето место, значи покрај оние пехари ќе има и одредени парични награди и уште едно плюс изненадување за прво место. Како се задоволни еве од интересот, затоа што не беше многу тешко да се пријави, символично беше цената, ве може да ја споменете? Па да, цената е 500 денари од екипа, екипата ја сочинува тројца играци плюс еден резерва. Се игра на време или се игра до кошер? Па се игра на 15 минути. Време. Да, и главната идеја ни беше еден вид дружење на младите и како еден репер за здрав живот. Сепак настрана тоа, тука можеме да видиме и луѓе кои што тренираат, луѓе ветерани, како си задоволен еве низ годините па и сега од квалитетот на кошарката кој што може да се види овде. Па да, што оглед на тоа што е во изминатиот период гледаме дека има поголема заинтересираност за кошарка општо и во градот и она клубот што ни е од градот. Мислам дека од година во година има се повеќе интерес и има доста поквалитет во поглед на играњето. Моментално се игра ревијален меч помеѓу членови на општинската организација и членови од локалниот клуб на млади, како символично отпочнување на турнирот. Дали ти имаш екипа, дали ти ќе учествуваш лично? Па не, ја оваа година повеќе околу организацијата. Доволно време ти одзема организацијата за да не можеш да играш. На крајот доста активност имате деновиве, месециве. Дали нешто планирате во иднина еве да ни најавиш уште сега? Покрај на работно лето кое што веќе поминува, продолжуваме се и натаму интензивно. Имавме доста покрај овие активности од спортски карактер, имавме доста едукативни програми и така да ќе продолжиме со исто темпо и од септември. Ќе има уште некој спортски турнир кој што ќе биде во септември, али за тоа дополнително. Како што се очекуваше, возбудливи и квалитетни пресметки не недостасуваа. Ова оттаму што пријавените екипи ги сочинуваа веќе искусни градски стритболџи, но и кошаркари кои тренираат во нашиот локален клуб Крива Паланка. Па поради ова присутните до доцните вечерни часови имаа прилика да видат неизвестни соочувања, напната и квалитетна кошарка, екзибиции и мајстории. Сето она за што дојдоа. Со ова кошарката уште еднаш се потврди како вистински магнет за љубителите на спортот од нашиот град. Разбирливо, турнирот не беше ревијален, туку има надпреварувачки карактер, па екипите со многу жар се борија за што повисок пласман. На крајот, најрасположени за игра се покажаа кошаркарите од тимот на Етно Воденица 3, кои во финалниот дуел убедливо го совладаа составот на Маневци.
На најдобрите три екипи наградите им ги врачија председателот на локалниот клуб на социјалдемократската младина Стефан Максимовски и кандидатот за градоначалник на СДСМ Горан Младеновски. Сите заедно потврдија дека мотивирани од интересот за турнирот, но и потребата за вакво случување во градот, ќе бидеме сведоци на уште многу изданија на стритбол турнирот во Крива Паланка.